За година и пол Штип ќе добие приватен кардиоцентар со светски стандарди за лекување, изјави денеска за телевизија Стар собственикот интервентниот кардиолог доктор Сашко Николов. Викендов имавме среќа на наше задоволство на еден убав сончев ден да поставиме камен темелник на новата институција која што ќе даде една нова визија која што ќе биде уникатна од карактерот во кој што ќе работиме и тимот кој што ќе биде внатре ќе даде една нова содржина во пристапот, диагностицирањето и лекувањето на пациентите не само до источниот регион, туку од целата држава и пошироко. Од каде идејата за изградба на ваков центар? Самиот пристап во воведувањето на новите техники за третманот на површните венски инсуфициенции, болест која што за жал во државата е над 55% зафатена, ни даде една визија заедно со доктор Милев да во изминатите година дена правиме план, проекти, проектирање, димензионирање со поддршка на локалната самоуправа, да стигнеме до поставувањето на Викендов на камен темелник на една нова визија или нова иднина на ПЗО кардиоарт. Кога вратите на овој центар ќе бидат отворени? Очекуваме година и пол од денеска Штипјани да добијат една нова институција која што ќе даде нов смер во кардиоваскуларното заболување, лекување во кардиоваскуларното заболување, меѓутоа пак ја кажам, главен акцент ќе остане државната институција каде што апсолутно со своето знаење и умење остануваме посветени за да го одржуваме јавното здравје, бидејќи тоа е основата во здравствениот систем. Токму уникатноста во лекувањето на пациентите, приватната здравствена установа Кардиоарт го стави на пиедесталот во лекувањето на срцевите и васкуларни заболувања. Се разви нови диагностики во делот на васкуларната кардиологија и тоа се на тоа му даде на Кардиоарт една димензија на една препознатлива институција во овој дел на државата, па и во целата држава, во која што решение најдоа голем број на пациенти со срцеви заболувања од детска и адултна популација. За 2,5 години постоење на Кардиоарт истретирани се 1200 пациенти со васкуларни заболувања, претежно на вените, а над 13.000 прегледи се реализирани во спомнатиот период.